Оливер Спасовски, генерален секретар на СДСМ, без ниту еден ден работно искуство во МВР, ги одзеде овластувањата на полицијата и создаде хаос. Приоритет на технички назначениот министер беа службеното ауди и дипломатскиот пасош. Јавноста памети кога Спасовски со неговиот лидер Зоран Заев, наместо да ги посетат повредените полицајци, отидоа во диво населје и се фотографираа на местото каде гинеа бранителите. Фросина Ременски, подпредседател на СДСМ и самопрогласен експерт за безбедносни прашања, со декрет на лидерот Зоран Заев, заврши во Министерството за труд и социјала. Веднаш по доаѓањето на функцијата направи груба партизација. Незаконски им нареди на вработените сите материјали да ги предаваат на Мила Царовска, партиски кадар на СДСМ, која не е ниту вработена во Министерството. Кире Наумов, поранешен директор во Агенцијата за разузнавање, со доаѓањето на позиција, дополнителен заменик на министерот за финансии, добива само една задача од Зоран Заев – да ги казни граѓаните кои не би ги поддржале деструктивните политики на СДСМ. Наумов, по налог на Заев, се обиде да ја блокира исплатата на зголемените пензии и социјалната помош. Наумов, по налог на Заев, се обиде да ја попречи набавката на нова медицинска опрема и да ја закочи исплатата на земјоделските субвенции. Кире Наумов, по налог на Заев, донесе незаконска одлука за вето, која беше поништена од Државната изборна комисија. Љупчо Николовски, шеф на кабинетот на Зоран Заев, со одлука на неговиот предпоставен, стана новата Ленче Николовска, експонент на лицемерните политики на СДСМ кон земјоделците, без работно искуство. Како заменик на министерот за земјоделие, тој ја доби задачата да ги лаже земјоделците дека СДСМ се грижал за нив, иако владите на СДСМ никогаш не предвиделе ниту денар за субвенции. Александар Кирацовски, подпредседател на СДСМ, назначен за заменик министер во Министерството за информатичко општество. Во биографијата наведува познавање на интернет и освоено 3-то место на спортски надпревари, а го прикрива криминалното досие. Од страна на Основниот суд Битола, Кирацовски е осуден на казна затвор во време траење од 3 месеци, доколку го повтори делото во период од 1 година. Кирацовски е прогласен за виновен за учество во тепачка во која едно лице е избодено со нож. Зоран Заев бира соработници слични на него. Деструктивни, некомпетентни и непрофесионални. Зоран Заев и неговите кадри можат да работат само за лична и теснопартиска корист. Овие луѓе не можат да бидат твојата иднина. Нивниот збор нема никаква вредност. Овие луѓе не можат да понудат економски просперитет. Наместо алчност и аматеризам, одговорност и професионализам. Ова е твоја земја. Ти одлучуваш.